Почитувана министерка за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, почитувана председателка на Комисијата за хартија од вредност Бујаре Абази, почитуван гувернер на Народната банка Трајко Славевски, почитувани гости и пријатели на берзата од земјата и странство, почитувани дами и господа. Добро утро на сите. Еве не повторно заедно во прекрасниот Охрид на 24-та поред традиционална годишна конференција на Македонската берза. Пред нас се два интензивни и исполнети денови. Одзивот на конференцијата и оваа година е одличен. Имаме околу 240 учесници, 36 говорници од 7 различни држави. На нашата конференција во континуитет се присутни бројни представници на финансискиот и корпоративниот сектор, различни видови на инвеститори, државни институции и академската заедница. Берзата е конзистентна во незините настојувања редовно да иницира дебати во јавноста за актуелни теми и новини поврзани со различни аспекти од функционирањето на пазарот на капитал. Особено не радува, како и други години впрочем, присуството на министерката за финансии, председателката на КХВ и гувернерот на Народната банка, првите луѓе на клучните институции кои што директно или индиректно го обликуваат амбиентот и нормативната рамка на македонскиот пазар. Сето ова не мотивира да продолжиме со нашата работа во функција на развој и раст на берзата и незините различни стейкхолдери. Им благодарам на сите за присуството и во име на берзата и во мое лично име ви посакувам добре дојде и успешен конференцијски ден. Овој настан календарски се одржува помеѓу нашите два родендени. 13 септември, кога во 1995 се оснива Македонска берза, и 28 март, кога во 1996 започна тргувањето. Значи, зависно од временската перспектива, зад нас во овој момент се 3/4 од берзанската 2025 и речиси 30 години акумулирано берзанско искуство. Јубилејната прослава ја планираме за вгодина, а за денешната конференцијска агенда, наместо со традиционален говор, се одлучивме да одиме со мој интервју на бина малку подоцна. Тогаш ќе зборуваме подетално и за идните планови, и за предизвиците, и зошто немаме за жал се уште успешни IPO-а, и што очекуваме од државата, но и што може повеќе таа да добие од нашиот пазар и каква е меѓународната позиција на берзата. Од тука, во ова воведно обраќање, единствено би сакал да истакнам дека и после ланската најдобра година во последната деценија, Македонска берза и во 2025 тера добро. Вкупниот промет по сите основи досега е веќе околу 100 милиони евра, лани после 3 квартали било 106,5. Цените на акциите продолжија да растат, додуше поумерено, со годишен пораст од 2,5%, со што па од друга страна порастот на МБИ-10 во споредба со крајот на предпандемиската 2019 година изнесува големи 125%. Воедно, продолжуваме да бидеме берза со најдобри статистички перформанси во регионот на Западен Балкан 6, а тоа ни е непосредното окружување. Во периодот помеѓу две последни годишни конференции станавме единствена берза од земја која не е членка на Европската Унија во новиот амбициозен интеграцијски проект на пазарите на капитал во една навистина поинаква и посериозна географија, значи заедно со берзите од Полска, Унгарија, Словачка, Романија, Словенија, Хрватска и Бугарија, а под покровителство на Европската банка за обнова и развој и со силна политичка поддршка од Европската комисија. Дами и господа, се надеваме дека програмата што ви ја подготвивме за денес ќе ви биде и интересна и корисна, дека ќе имате добар нетворкинг, што ќе има завршница на берзата порано или подоцна, и дека ќе уживате во социјално забавниот дел на настанот. На крај, би сакал да истакнам дека оваа конференција нема да можеше да се организира без поддршка на нашите спонзори и други помагатели на кои најискрено им се заблагодаруваме. КБ Прво пензиско друштво, како сребрен спонзор,
и НЛБ, Шпаркаса и Комерцијална банка, Централниот депозитар, Cassis International и Neotel како останати спонзори. Медиумски покровители годинава се Телма телевизија, Пари, Капитал и банкарство, а подржувачи на конференцијата винаријата Тиквеш, Бучен Козјак, Јуте и Фледжворкс. Ви благодарам на вниманието.